Ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Неделава започнува без многу напредок на конференцијата за климатски промени во Копенхаген. Обама денеска во Белата куќа се среќава со банкарите. А италијанскиот премиер Берлускони ноќта ја мина во болница. Деталите во приложение. Представници од некои од најсиромашните земји во светот ја напуштија конференцијата за климатски промени, што е под спонзорство на Обединетите нации и се одржува во Копенхаген. Земјите во развој тоа го сторија во знак на протест поради слабата поддршка за клучниот договор со кој би се намалило испуштањето на штетни гасови во атмосферата. Овие земји, вклучувајќи повеќе африкански држави, се залагаат за продолжување на договорот од Кјото, единствениот договор со кој индустриализираните земји се обврзани да ги намалат штетните гасови, кои се сметаат за главен причинител на глобалното затоплување, но овој пристап не најде на поддршка од богатите земји. Извршните директори од некои од најголемите банки во Соединетите Американски држави ќе се сретнат со председателот Барак Обама еден ден откако тој го критикуваше нивното работење. Американскиот лидер ги критикуваше банките кои добија владина помош за да ја преживеат финансиската криза, велејќи дека не сториле многу за да ја помогнат на економијата за возврат. Во интервју за телевизијата CBS, Обама истакна дека не се кандидирал за функцијата за да им помага на група богати банкари на Wall Street. Италијански медицински лица велат дека премиерот Силвио Берлускони ќе остане во болница уште еден ден, откако беше нападнат на политички собир во Милано. Лекарите велат дека поради силниот удар ќе бидат потребни 20 на дена за премиерот да се опорави од скршениот нос и заби. Надлежните додаваат и дека 73 годишниот Берлускони тешко конзумира храна и дека и натаму има болки. Во меѓувреме, пред главната врата на болницата беше поставена плаката со порака за брз опоравок на премиерот на Италија со зборовите "Вистинските италијанци се секогаш со вас". А напаѓачот, 42 годишен човек со нарушено ментално здравје, е во притвор. Имајте не пред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации, појдете на glassnaamerika.com. Обуката на компетентни и добро опремени афганистански безбедносни сили е клучот на воените напори предводени од САД во земјата. А како тоа оди од следниот прилог? Во воздухопловната база на НАТО во Кандахар, Јужен Авганистан, американски и афганистански воздухопловци се подготвуваат за мисија на обука. 8 години во афганистанската војна, афганистанските трупи и нивните американски советници не се разбираат секогаш најдобро. Американците се трудат да ги обучат афганистанците за западните методи на водење војна, но афганистанците често имаат свој начин на вршење на работите. А тоа понекогаш е вистински проблем за американските напори да се создадат афганистански безбедносни сили. Најголемата лекција е да се биде конзервативен и да се размислува надвор од обуката што е имале. Сите тие се обучени во руски стил, се работи на еден начин и така ќе остане за секогаш. Но независна афганистанска армија мора да биде оспособена за борба со поинаков вид на непријател. За ова да се пренесе на афганистанците често е проблем јазикот. Подполковникот Перси Данинган врши надзор на обуката во Кандахар. Има многу технички термини во авиацијата што бараат точен и навремен превод, особено при лет. А тоа е огромен предизвик. Ако сакате да го пренесете процесот што се одвива во авионот, нема замена за зборување ист јазик. Во провинцијата Логар, американскиот армиски батальон работи заедно со афганистанскиот батальон. Американците се задолжени за сложени мисии. Афганистанците добиваат поедноставни задачи, како регулирање на контролните пунктови. Поручникот Доналд Колман вели: Добро е кога сме тука, јас ги разбирам нивните поплаки, но ништо во Афганистан не се случува брзо како во САД. Неколку мили подалеку, американска армиска полиција се обидува да им покаже на афганистанците како да претресуваат автомобили на моментално барање. Афганистанците не разбираат, сите автомобили се пропуштени без претрес. Со нови инструкции истите ќе се обидат уште еднаш, на друг контролен пункт.
Работ на пустината Сахара сигурно не е првото место што ќе ви падне на памет кога мислите на место за органска фарма. Но тоа не ги спречило жителите на едно сиромашно село на околу 300 километри југоисточно од Маракеш да го направат токму тоа. Во продолжение ви го представуваме нивниот проект што може да послужи како модел за многу други сушни предели. Оваа плодна долина, стотици километри источно од Маракеш, пред 3 години изгледаше многу поинако. Наместо оваа органска фарма имаше само пустина. Фармерите кои денес тука работат живееле неизвесен живот. Имавме големи сушни периоди. Дури ако сакавте да работите земјата, немаше вода. Луѓето живееа на работна обстанок. За време на сушите, Мохамед Ајт Ламини и многу други ги напуштале семејствата да работат во други краеви во потрага по работа во градежништвото. Имавме одвај да се прехраниме, вели овој фармер. Пред 2 години, меѓународни донатори вложиле во копање бунар. Мароканската влада дала земја. И 30 од најсиромашните семејства на селото Харчао создале изобилие од земјата. Минатата година продадов 400 до 500 килограми грашок. Му благодариме на Бога. Но овде се произведува многу повеќе од грашок. Ајде како дошло до тоа? Земјата била поделена на парцели што биле дадени на жителите, кои, имајќи вода од странски донации, се погрижиле за останатото. Тие развиле нови техники за садење на растенијата што ги научиле од организациите што тука инвестирале. И резултатот е модел што може да се реплицира, вели и председателот на Асоциацијата за развој на селото. Фармерите се горди на направеното. Со право. Утре во Newsflash. Африка во Копенхаген со големи надежи за помош од богатите. Гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И за крај, повторно потсетување да појдете на нашата веб страница за повеќе информации гласнааmerika.com.